Ало, здраво, пријатели, добар ден. Јас сум Петар Наунски, ова е нашиот канал, Наш свет со Петар. Повторно се јавуваме денес е 13. мај 2026 година. И како што вчера најавив, денес ќе позборуваме малку за едни теми кои што вчера, тоест минатиот ден и вчерашниот беа актуелни и беа откритија за корупциони скандали во украинската држава, поврзани со врвот на украинската влада и со претседателот на Украина Володимир Зеленски. Очигледно станува збор за една можеби договорена акција, бидејќи во исто време гледаме повеќе напади, тоест повеќе откритија. Првото откритие го направи НАБУ. НАБУ е во Украина една организација која што треба да се бори за организиран криминал. НАБУ е финансирана од Америка, од американските власти. И не само што е финансирана, туку во НАБУ се праќаат и американска поддршка, тоест луѓе кои што ќе дојдат и ќе ја поддржат работата против корупцијата во Украина. НАБУ минатиот ден откри повторно скандали, и тоа на претходниот втор човек во Украина, или основниот десната рака на Володимир Зеленски, тоа е Јермак, кој што долго време беше негов советник. И пред неколку месеци имаше повторно еден скандал, исто така од НАБУ, во кој што Зеленски сакаше да се оттргне од тој скандал и мораше да го тргне малку на страна и Јермак. НАБУ беше претходно позната како што кажав, пред неколку месеци излезе повторно со едни корупциони раскритија, каде што објави и прислушкувани разговори и обвиненија од еден исто соработник на Зеленски и поддржувач на Зеленски, Миндич, во кој што разговори се разбра дека Миндич бил посредник помеѓу Зеленски и помеѓу другите министри и другите чинители и во власта, и во Украина, но и во странство. И сите тие заедно учествувале во едни сделки, во едни нечесни сделки, во кои што се пренаменувале пари, или тоест се искористувале парите не во таа насока за која што се даде. НАБУ откри претходниот ден, НАБУ откри повторно слични обвинувања, овој пат кон Јермак, и откри за проневера на околу 5 милиони евра, тоест пари кои што биле дадени од Европската унија, од Европа, наменети за украинската држава, кои што овој пат НАБУ имал докази дека лично тие пари биле префрлени или пренаменети со личните сметки на Јермак. Каде завршиле тие пари? Тие пари, по тоа што се гледа, завршиле очигледно во изградба на луксузни куќи за нив и понатаму за други такви црни сделки. Остава простор, овие откритија оставаат простор да видиме дали Европската унија ќе се заинтересира, бидејќи доаѓа точно овие обвинувања и откритија доаѓа точно во еден момент кога Европа има отпуштено еден заем. Знаете, веќе подолго време Европската унија го усогласува заем, така наречен заем, дали може да се нарече заем или не знам, од 90 милиарди евра, на кој што прво беше противник Орбан, па се тргна Орбан и веќе имат зелено светло од Унгарија, и од Европа треба да се слеат 90 милиарди евра во Украина во вид на заем. Заем кој што Украина би го вратила од репарациите кои што би ги добила од Русија. Тоест, порано му вика парите од сусамот, кога ќе дојдат, тогаш ќе ги врати Украина на Европа. Може би да го споредиме малку така. Пошто јас не гледам како Русија би плаќала репарации, некако не би е баш во склоп со реалноста, но како и да е. Доаѓа токму во овој момент овие обвинувања од НАБУ против Јермак, кога треба точно овие пари да дојдат во Украина,
и веќе денес имаме некои спорадични новости дека во врвот на Европската комисија веќе прават некои анализи, прават некои размислувања дали и како би им требало да реагираат, бидејќи Европската унија се уште досега нема ниту една расветлување или ниту едно истражување за тоа каде завршуваат парите, како и така натаму. Поред некоја веќе корупционен скандал во украинската влада, зошто викам дека може би се оркестриран, бидејќи пак во истиот ден кај Такер Карлстон гостува поранешната прес-секретарка на Зеленски, тој секретарката на прес Јулија Мендел, која што говореше надолго и на широко за Зеленски. Прави впечаток многу работи. Прави впечаток тоа што според неа Зеленски и луѓето околу него, парите кои што се донираат не завршуваат точно за таа намена, тоест за војската. Таа упати обвиненија дека на војниците им се дават слаби опрема, недоволна опрема. Со парите не се купуват оригинални панцири или слично. Обвини дека лично таа гледала повредени војници, повредени од студ на екстремитети, повредени од недоволна опрема и така натаму. Што е една сериозна обвинување, еден реализам кој што сите ние треба да го видиме што би се случувало, што се случува во една војна каде што се големи залозите и огромни парите кои што минуваат по некакви сметки. Очигледно не секогаш тие на фронтот, тие чинителите, оние со пушките, не секогаш добиваат тоа што му треба на нив. Што друго таа обвини? Беше многу маркантно и многу директно обвинувањето. Таа раскажа дека кога била прес-секретарка на Зеленски и кога го подготвувала за прес-конференциите, т.е. кога го упатувала со кој ќе разговара, како ќе разговара, што треба да се каже и така натаму, таа објаснува дека во еден момент Зеленски го снимувала, одел до тоалет и се враќал полн со енергија. Индиректно и директно таа кажа дека председателот Зеленски бил зависник од кокаин. Така, таа го кажа дека и другите околу него сите сведочели на тоа нешто, кој што исто така е едно многу големо обвинување. Говореше и за тоа дека има многу жртви, дека има многу раселени и од Украина, од толку голема држава, веќе останата можеби на 25-6 милиона населението. Знаете, Украина има многу проблеми и со регрутацијата на овие војници. Во моментот се размислува да се уведат и регрутација и на жени. Старосната граница за регрутација беше намалена и државата и Украина не ги губи жителите. Значи, станува збор за една страшна војна која што ние како народ кој што сме блиски и до едните и до другите, повеќе сме блиски можеби и до украинците, повеќе сме соработували, ние сме блиски. Гледаме како едни братски народ, едни словенски народ, еден народ кој што исти јазик зборува, иста култура има, се исто. Гледаме дека како еден народ е индоктриниран и хушкан да се убива помеѓу себе. Ова е една ужасна војна која што со сите нас, сите ние треба што е можно поскоро да правим, бидејќи е безумие, бидејќи нема смисла, бидејќи се убиваат етни со други, се убива братски народ, се убива наш близок народ. Имаме досега милионски жртви, милиони жртви. Нешто кое што не можеме да го разбереме. Јулија Миндич објаснуваше надолго и на широко како Зеленски ја лажел и Кристалина Георгиева и други, пак раскажуваше за неколку убиства кои што биле сомнителни, за неговите односи со Бајден и така натаму.
Но сметам дека е доста за Украина. Ќе следиме темата, ќе следиме Украина, што се случуваат околу Украина, овие корупциони скандали, на каде ќе појдат тие, бидејќи, како што кажав, тоа се наши братски луѓе, наши блиски луѓе, кои што гинат на фронтот и сите ние би требало да некако да се барем помолиме за тие да престанат овие безумија. Денес, како што ви кажав минатиот ден, Трамп заминува за Кина. На разговори со Си Џинпинг. Требаше да појде во март. Во март требаше да појде. Очигледно беше планирано војната операција во Иран да заврши и да појде во Кина на средба со Си Џинпинг, како што тој вика со добри карти да појде во Кина, но очигледно не тргна војната операција како што тој сака и очигледно нема некои баш големи карти како што тој вика, некои козови, некои асови во ракав. Но сепак краткорочно разбравме дека Трамп патува, денес патува и утре и другиден ќе има средби со Си Џинпинг. Денес исто така објави и руската влада објави дека до крајот на јуни ќе појде и Путин на разговори кај Си Џинпинг. Значи имаме една средби на Си Џинпинг и со Трамп и со Путин. Тоест имаме еден триаголник кај со Си Џинпинг се среќава и со американскиот председател и со рускиот председател. Значи имаме една несомнителна, но очигледно една ситуација каде што тие се договараат заеднички и прават едни заеднички дилсови или договори или ориентации. Што би можеле да очекуваме од средбата на Трамп во Кина? Неколку се препреките. Едно исто така препрека сега настаната и со затварањето на Ормускиот залив. Знаете дека Трамп и Америка го затворија и двојно. Не пропуштаат да поминат ирански танкери. Целата иранска нафта патува во Кина. И кога Трамп и Америка го поставија таа забрана, на удар доаѓа Кина. Тоест Кина, нафтата која што доаѓа од Иран кон Кина. Благодарение на тоа што кинезите имале огромни залихи, складирале многу резерви до сега, нема да имаат проблеми, ќе надминат оваа криза, но не би можеле да тоа нешто да трае повеќе, подолго, бидејќи Иран е и стратешка држава за Америка, за Кина, соработуваат многу. Вчера Нетањаху кажа дека имаат сознание и дека некои кинески делови се вградени во иранските ракети. Тоест Кина и Иран се доста соработуваат, а и се дел од таа ШОС организација, тоа е Шангхајска организација за сигурност помеѓу Русија, Пекин и Иран. Другите кои ќе бидат препреки или преговори се Тајван. Знаете, Тајван е секогаш слабата точка на Кина, но кинезите очигледно играат на една подолгорочна тактика. Друг пат ќе направиме емисии специјално и за Тајван и за односите на Кина со Тајван. Во моментот имаме една ситуација каде што светот се наоѓа во една разантен развој. Се инвестира многу во вештачка интелигенција, во суперкомпјутери, во супермочности. Потребна е многу енергија. Исто така пак имаме и нафтена криза, наскоро ќе имаме нафтена криза. Значи, очигледно и тоа ќе биде една тема како би се преодолило цело тоа нешто, како би тие нашле едно решение на тоа нешто, бидејќи
без енергија нема како да има развој и во информатиката, и во чип техниката, и во компјутерите, и во индустријата. Не е можно. Трамп со себе носи голема делегација. Денес на патувањето беа скоро речи сите шефови од поголемите фирми. Елон Маск е там, од Apple, од Qualcomm, од информатичките компании повеќето се CEO се таму. Шефот на Боинг е таму, знаете, стандардно тие при такви средби објавуваат дека ќе купат не знам колку Боинги, па тоа е веќе голем успех за сите, бидејќи ете направиле сделка, продале авиони, нели? Шефот на Боинг е таму, претпоставувам ќе продадат, ќе склучат договор за купување на Боинг машини. А и претпоставувам како и од претходните нели средби ќе објават дека ќе купуват и земјоделски производи од Америка, нели кинезите соја купуват многу од кинезите, од американците. Ќе следиме средбата, ќе следиме Трамп што ќе се случува таму, ќе следиме и другите вести што ќе се случуват. Друго кое што сега ми дојде на памет е покрај Украина, покрај тие 2-3 работи кои што сега денес, вчера излезе со објава Tulsi Gabbard, тој е шефката на ЦИА во Америка, шефката на разузнавањето. И објави дека во моментот таа ќе прави испитувања на 120 биолаборатории, тој е шефката на ЦИА, Tulsi Gabbard ќе прави испитувања на 120 биолаборатории спонзорирани од Америка, од кои што 40 биолаборатории во Украина. Не руска пропаганда, од шефот на ЦИА. 40 лаборатории, биолаборатории за испитувања со биомаси само во Украина. 120 во цел свет. И така. Тука ќе завршиме за денес. Следиме и понатаму. Посетата на Трамп ќе донесе некои патокази на каде се одвиват работите, а меѓу другото во Атина најавија средба, тоест посета на Трамп во јуни. Тоест Трамп ќе дојде во Грција во јуни, кој што значи дека и нашиот регион, нашиот балкански регион е во агендата на Трамп и нешто се има во предвид и со Грција. Ќе биде во Грција Трамп, ќе биде еден сигнал и за цел регион, но и за Грција. Ќе го следиме и Балканот. Наскоро имаше и во Турција воени изложби, каде што турците представија неколку иновации. Турците представија авионот пето поколение. Представија меѓуконтинентална ракета. Меѓуконтинентална ракета со домет од 5000 километри. Йилдирим. Голема интерконтинентална ракета. Се случуваат случувања и на Балканот. Полека се пробудуваат разни центри. За денес доста. Ви посакувам пријатно вечер, пријатно попладне. Не заборавајте стандардните фрази, нели можете да се претплатите за каналот. Ќе ги следиме заедно светските новости, светските спиднувања, заедно ќе следиме што се случува на финансиските пазари, заедно ќе следиме што се случува околу нас. Заедно ќе се обидуваме да дадеме од еден друг агол наше мислење за тоа што и како се случува со светот и со нашата држава во светот. Поздрав, пријатно вечер, чао.